Добро вечер и благодарам до сите вас почитувани гледачи кои што од многуте телевизиски канали ова вечер одлучивте да бидете на К1 телевизија. Благодарност и до мојот гостин, господинот Зоран Тасев, градоначалник на општина Свети Николе, со кој што ќе разговараме за се она што во моментов е актуелно во оваа општина. Добро дојдовте. Добро најдов, добро вечер за гледачите на К1. Господина Тасев, Свети Николе од една мала општина, полека но сигурно станува во општина која што пред себе гледа и економски развој, но и инфраструктурен развој. Да. Тоа го прават самите прилики. Значи, јас во една прилика, можеби ќе звучи шеговито, реков, многу интересно кога од слепо црево станува шорта. И тоа го објаснив многу едноставно. Сега погледнете, например, немаме автобуски линии, немаме поврзано, затоа што таква ни е поставеноста и буквално превозниците не одбегнуваат. Меѓутоа, со инфраструктурните големи проекти кои што ги прави владата, како што е автопатот Скопје-Света Никола Штип и брзиот пат Велес-Штип, значи ние сме во епицентарот на настаните во делот на инфраструктурата. Комуникацијски видиме добро поврзани, автопатот е 90% пробиен, ќе се патува за 20 минути до метрополата. Самите гледате за колку кратко време стигнав овде кај вас во студиото, да не беше брзиот пат, вратете се 10 години назад, колку време ќе ми требаше да дојдам до Велес. Значи, тоа е реалноста. Тоа се екзактните показатели и факти кои што се случуваат и кои што ги имаме на терен. Она градешна експанзија која што се случува во државата се чувствува секаде и нашата општина Свети Никола е неодминлива во тоа. Значи и ние сме дела, буквално сме во центарот на настаните, реков, токму поради овие два големи инфраструктурни проекти. Имате индустријска зона, полека се полне, не оди се наеднаш онака како што нели можеби сите и посакуваме доди, меѓутоа полека но сигурно. Да, видите, приватниот капитал самиот решава каде ќе ги инвестира средствата и во кои услови, кој временски период ќе ги инвестира. Тоа е, значи не можете вие да му наложите на некој бизнесмен, слушај, ти ќе инвестираш таму. Секој го гледа својот интерес. Убаво рековте, полека, но сигурно. Значи, ние, што е нашата обврска како општина? Многу едноставно. Нашата обврска е да ги подготвиме сите оние услови кои што требаат за да дојде еден приватен инвеститор. Почнувајќи од ова што го кажав првото, инфраструктурните проекти, па завршувајќи нели со урбанистички планови, готови планови, па оному каде што има потреба и комплетна инфраструктура од водовод, канализација, нели пристапност и така натаму. Значи сето тоа се работи на кој што треба да се работи и на кој што се работи. За ваша информација имаме околу 150 кусур хектари слободна површина на потегот помеѓу автопатот и брзиот пат во индустријската зона Овче поле. Сега моментално имаме објава или тече објава со која што се нудат парцели 6,5 хектари површина. Тој е потегот помеѓу Агрија и МИК. Едното е 11.000 метри квадратни е Б1, значи деловен комплекс, другото е Г2 леснина за гадувачка индустрија. Меѓутоа, значи ова се први објави во овој домен во таа зона. Полека ќе ги овде на пример инфраструктурно се решени, вода може со бушотини слободно сите фабрики таму вадат вода, значи релативно тој струјата име на дофат, значи со голема моќност и така натаму. Додека во другите зони кои што зборуваме, значи полека но сигурно меѓутоа започнуваме со урбанистичките планови, започнуваме со оние планови кои што се прва фаза во која што да видиме спрема најавата како доаѓаат, а многу од инвеститорите кога доаѓаат, кога зборуваме или разговараме со нив, велат, слушај, ние ќе го тераме планот, ќе го тераме урбанизацијата, затоа што ние знаеме што нам најмногу не одговара. Што вие можете да ни понудите од тоа? Значи така обично течат работите. Како прв човек на Свети Николе, сигурно имате информации дали можеби има заинтересирани купувачи на овие парцели кои што во моментов сега се продаваат околу Агрија, на тој потек и МИК Свети Николе? Огласот тече, фирми се јавуваат и прашуваат. Јас верувам дека ќе бидат продадени. Реков, оние парцели што се Г2 или лесна и незагадувачка индустрија, таа е почетната цена 1 евро. Меѓутоа, парцела која што има намена Б1 деловен комплекс, значи со можност да се гради салон или да се градат
маркет или така, бидејќи се работи на самиот пат, значи цената, мислам дека почетната цена е 5 евра. Во зависност од тоа, реков, парите никој пат не спијат, оно што ќе го најде интересот, се јавуваат, па да видиме како ќе заврши целата работа. Токму така, кога станува збор за развојот на локалната економија, тука имате соработки и со Вардарскиот плански регион. Да. Ние од 5-6 години сме дел од Вардарски плански регион. Добро ја тераме работата со регионот, добро соработуваме, имаме одлична комуникација. Не можам да се пожалам и со источниот плански регион, кротко јагна од две мајки цице, тоа е мојата теорија. Ако соработуваш, значи со сите што можеш да соработуваш. Дел од проектите што ги тераме со Вардарски плански, ги тераме, например, преку Вардарски плански регион добивме значителни средства за изготвување на плански документации за кои што ние не сме имале можност да одвоиме средства. Проширување на хидросистемот Златовица на сите населени места е дело на Вардарски плански регион, еден перфектен во електронска верзија проект кој ќе дојде време да се обезбедат средства, значи ќе се направат многу добри работи. Решавањето на атмосферската канализација во целокупниот град Свети Никола е дело на Вардарски плански регион, проектна документација што е поприлично пообемна, нито многу значајна. Општина како нас нема ресурси, нема можности да даде дополнителен инпут во едни такви проекти. Тоа е добро, кога ги имаш проектите, тоа е значи 50% од парите си ги обезбедил, затоа што кога ќе додат парите нема да губиш време. А од друга страна пак имаме проекти кои што ни се директно доделени преку Вардарски плански регион, преку Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој, во кој што ние на време направивме проекти, например ќе спомнам дека преку Вардарски плански регион ќе се реконструира патот Клучка Куманово село Орел, должина 4,7 километри. Преку Вардарски плански регион ќе се реконструира излетничкото место Мавровица, преку Вардарски плански се прават урбанистичките планови за 8 села. За нас посебно значени се селото Трстеник и селото Преод, што се до самата Клучка на автопатот, кој што пак се на надморска височина од 705 метри во шума и тоа веќе на само некои 28 километри од Скопје, тоа веќе потенцијал за туризам. Не само за туризам, јас отворено кажувам дека таму еден ден ќе има на супер, можеби викенд населба, можеби населба за живење, затоа што условите го дозволуваат тоа, го возможуваат. Брзата пристапност до главниот град преку автопатот, мислам дека ќе биде интересно, бидејќи Свети Никола му е тука на дофат за сите оние работи кои што после работа би биле потребни на луѓето, а едноставно мирно да живеат бидејќи таму планираме на комплетна урбанизација, значи не само куќи. Кога станува збор за проекти за урбанизација за градење на куќи, Свети Никола е една од првите општини, ако не и прва, нели, која што понуди своји парцели за реализација на владиниот проект Купи куќа за млади. Мислам дека да, прво беше општина Илинден, тие веќе има готов план и ние бевме во првите општини. Што направивме ние? Јас во овој временски период, значи како сум јас градоначалник, започнавме една работа која што не се гледа, меѓутоа донесува пари. Тоа е донесување на урбанистички планови. Ако сакате да ги сервисирате обврските кои што сте ги затекнале и да ги сервисирате тие што вие ги работите, вие мора да барате извори на финансирање. Изворите на финансирање на локалната самоуправа се знае кои се најголемите. Продажбата на градежно неизградено земјиште и атрактивни локации и парцели. Кога седнав првпат и кога го видов ГУПот, од кое време е ГУПот, значи 25 години стар ГУП, тој се надживел. Кога видов на кои локации и што маркици во тоа време се цртало, немаше ни мобилни телефони тогаш, па немаше ни GPS, ги немаш сите мито, сега ако ќе погледнете, гледате дека многу парцели се правени од тогашен аспект, сега се ненаменски. Пристапивме кон изработка на нов ГУП, ГУПот е во финална фаза, со ГУПот го зголемуваме од 460 на 730 хектари. Имаме повеќе намени за домување. Имаме А1, имаме А2 колективни згради и имаме АО модерно домување. Пред да го донесеме сега ГУПот, првиот експеримент што го направивме беше на моја иницијатива, се работи за една населба, што е многу убава, ака имаше неколку 46 парцели, плаца, реков, ајде да понудиме плацеви по 1000 метри квадратни. Ние имаме земјиште повеќе од доволно во нашата општина.
И сега полемиките беа дали ќе се продава, дали нема се продава, па знаеш, па за 500 квадрати може 2 плаца. Слушај, ајде да пробаме, да видиме. Сите се продадува. Значи сите парцели се продадува. Ги купија Свети Николчани Ги купија, или на моје изненадување имаме 6 парцели што се продадени, што луѓе не се од нашата општина. Значи луѓе кои што не се на нашата општина. Тоа е една од работите. Втора од работите, со ова што ме прашавте, во новиот ГУП имаме во населба Горобински пат, тоест против таа населба што се продаде, имаме 15 хектари површина во која што А1 домување типска населба. Таму ќе бидат посебно овие 10 хектари кои што сега ги правиме со УПВНМ заедно со транспорт и врски, ќе бидат негде околу 120 до 140 парцели за купи куќа за млади. Што е предноста? Значи, предноста е што ние обезбедуваме локации, владата обезбедува средства за инфраструктурните работи, водовод, канализација, пат, осветлувањето ние ќе го направиме. Тоа значи дека оние кои што ќе купат нема што да мислат кога ќе биде тоа. Плаќаат по 1 евро, нормално се лицитира, стартна цена 1 евро. Може би ќе биде евро и 10, евро и 20, како оди лицитациите, зависи од атрактивноста на локацијата. Да, што е нормално. Тука локалната самоуправа нема никаква врска, туку тоа е државна цена. Да, државна цена, понуда по се знае за А1 кој цените да. се знае, компатибилноста дали колку е или дали ќе биде компатибилност А1 со Б1 па која намена, значи тоа е се работа на урбанистите. Меѓутоа, вие добивате една типска населба. Што е најважното нешто за младите луѓе? Да имат работа и да имаат свој дом, домување. Со овие работи кои што се работат, тоа им е на дофат и тоа е реално стварливо. И уште една работа, например, за нашата општина, што е многу специфична. Од 1987 година се нема изградена стамбена зграда. Има храбри луѓе кои што сметаат дека треба да вложат во тоа. Наш жител кој што работи во Скопје, купува парцела и почнува да гради стамбена зграда. 50% веднаш му се продадоа становите. Дали по атрактивноста на локацијата? Меѓутоа и претходно имаше најави, па немаше градби. Сега имаме градба, имаме продажба на станови. Значи, погледнете кој временски интервал. Самото тоа покажува дека почнува една раздвиженост со инфраструктурните проекти, со проектите владата кои што ги најавува една раздвиженост, затоа што и нема да биде така далеку да живееш во Свети Никола, да работиш во Скопје, за 20 минути ќе биде патувањето. Кога ќе погледнете дека ние неаме ни 4 дена во годината магла, дека неаме PM честички, како ги викаат 10 и така натаму, а дека за 20 минути ќе бидеш на своето работно место. Ако си во Скопје во некоја од општините тоа што го се зборам. Може би на луѓето им звучи вака преоптимистички. Меѓутоа погледнете еден нормален човек кој што работи во Австрија и во Германија. Станува сабеле во 6 за да стигне во 7:30 на работното место. Патува 100 и кусур километри. Тоа е нормално секојдневно, не прашите ги нешто. Дали ќе биде проблем за некого да патува 20 минути до работното место? Или има обратна насока? Дали ќе биде проблем за некој кој што сака да го прошири својот бизнис, а имаме доволно слободно земјиште, имаме добро инфраструктурно ќе биде поврзани, да на само 20 минути го направи својот втор погон или отвори експозитура на фирмата? Тоа се новите можности за кои што честопати зборувам. Кога станува збор за подобрување на условите за живот или подобрување на квалитетот за живот, во голема мера улога игра и локалната инфраструктура, патиштата, оние низ самата општина. Веќе подолг период ви имате неколку проекти, ги реконструирате едни од најголемите улици, до каде се работите? Слободно можем да кажам дека она што ова гарнитура на локална самоуправа работи, никој досега не го работи. Мислам, тоа го гледаат граѓаните, ние се фалиме овде на телевизија. Тоа се показатели и факти кои што самите говорат за себе. Проект Младинска Крстен Мисирков, долг 1720 метри, го поврзува едниот крај на градот со другиот крај на градот. Ама не го гребеме само асфалтот ние. Па сега да ставиме одгоре нов асфалт, ништо не сме завршили работа, да ви кажам. По 3 години ќе испадне некој од граѓаните ќе рече што направи? Не, напротив, имаме комплетно нова структура, значи подземна инсталација, менување на вода, на канализација, ставање на атмосферска, ставање на дренажен систем, значи овивичување ново, нови тампони, нов слој на асфалт. Тогаш зборуваме за стандарди.
Сите улици, мојата заложба беше и останува и ќе остане. Сите улици кои што ги правиме, а ги правиме. Ја завршиме Рахилка Гонева, ја завршиме. Улицата број 1 ја завршиме исто така. Со Ангел Трајчев сме на половина, меѓутоа секаде каде што работиме, значи, ја вадиме старата водоводна инсталација или уопште да не ја вадиме. Ја бајпасираме. Старите азбестни линии ги затвараме, не ги користиме. Како што направивме на улицата Цветан Димов, реков Рахилка Гонева, улица број 1, Ангел Трајчев, и правиме нова водоводна мрежа. Зошто го правиме? Од повеќе аспекти. Прво од здравствен аспект, второ, не сме ние многу богата општина. Па да имаме загубена вода. Не само загубена вода. Вие сега ќе го ставите одгоре асфалтот, ќе направите шминката. Ќе ви пукне утре водоводната линија, улицата само што се направиле на 15-20 места ќе направите касапница и ќе исечете. Тоа веќе не е нова улица. Ќе зборуваме за подигнување на животниот стандард. Значи морате стратешки да ги работите. Во најавени се, само да ви кажем, улицата во Тендере, улица 11 октомври, улицата Гоце Делчев, улица 11 македонска бригада ја пробиваме, но тоа е нова улица кај што ќе направиме еден голем бајпас за да не се користи улица Младински и Крстен Цирков за тешки товарни возила. Значи ги растеретуваме директно оние што сакаат да одат кон индустријата, кон Горобински пат, како што се фабриките Лион и останатите што таму, нема да одат низ централното градско подрачје, нема да ги оштетуваат улиците, што е многу битен елемент. Работиме на изградбата на градската капела, на паркингот за товарни возила. Ова се веќе објекти кои што се во поодмината фаза. За градската капела мислам дека за месец и пол ќе биде финиширана и пуштена во употреба. Работиме на инфраструктура на двете најголеми парцели кои што ги продадовме со плацеви, а тоа е водовод и канализација, значи, и тоа посебно на населбите Сопоци и Горобински пат. Паралелно работиме и во селата. Значи да не испадне дека само во градот. Тоа ми беше моето следно прашање. Да, не е само, нели, Свети Николе само градот, туку и населените места. Барањата на граѓаните се настојчиви. Значи, ние живееме во едно реално време, каде што вие медиумите реално ја пренесувате информацијата. Секоја информација допира независно, значи не можеш да ја скриеш информацијата. Информацијата е слободна, таа патува и доаѓа во јавност. И сега живееме во едно време во кое што она што јавно изнесениот збор што сме рекле не може да не се реализира. Помина времењата кога некој политичар едно зборува, а друго работи. 100% ви гарантирам дека граѓаните знаат дека ние кој ќе кажеме на советот од горницата ќе го правиме ова, ќе ја правиме ова улица и ова улица ќе направиме, тие знаат сигурно дека ќе се направи. Така се гради и довербата. Апсолутно. Ветивме дека во Ерџелик има канализација, имаат канализација. Ветивме дека во Горобинци има канализација, се двете најголеми села има канализација. Ветивме во Црнилиште, не беше во програмата, обезбедивме средства. Најдовме средства, е Горно и Долно Црнилиште, другата недела почнуваме со изградба на нова канализациона мрежа. Не останува уште еден горлив проблем, тоа е водоводот во село Мустафино, го распишуваме. Значи, тој водовод почнал да се прави од 2002 година, не сакам да навлегувам како, шо, и како, меѓутоа сметам дека иако е тоа наследена работа, значи, влегуваме темелно, стратешки да ги откриеме проблемите што се настанати и каде се е завршена работата. Сакаме да ја завршиме работата. Имаме обезбедено финансиски средства, кои што во програмата се влезени. Согласно програмата, одиме со објав. Ќе одиме со тампонирање на улици во повеќе села, затоа што имате ситуација што му правите канализација и ги оштетувате улиците. Штом ги оштетувате улиците, морате веднаш потоа да почнете со санација. Може би ги немате парите веднаш, меѓутоа ќе направите динамичен план и во тој динамичен план ќе кажете оваа година ќе направам волку. Па наредната година ќе направам уште толку и полека, нели ќе ги средуваме, ќе ги сервисираме сите оние обврски кои што им се потреба на граѓаните. Реков дека многу е битно да си присутен на терен. На вашата телевизија имавме и интервју, вие доаѓавте, земавте изјави, кога јас најавив еден проект за справување со цврстиот смет на друг начин. Значи имаше проект кој што требаше да се почне преку источниот плански регион, каде што нели преку партнерства и така натаму ќе ни бидат доделени канти, тоа се одложи. Се што треба да направиме? Ја излегов ја на граѓаните и реков ја ќе почнам да ви давам канти. Нема чекање, нема застој. Се направи пренамена на средства во програмата, одевме на тендери, кантите пола од оние што се живеат во Куки се донесени, 650-700 канти се донесени, ќе почнеме со дистрибуција. Со тоа што ќе бидат бесплатни,
Граѓаните нема да дават пари, веќе имаат обврска, ќе заложи кантата на реверс, ќе се знае дека куќен број тој има канта и треба да се однесува како нешто што е негово домаќински и одговорно. И веќе ќе имаме еден друг начин на регулирање на цврстиот отпад. Па ќе почнеме со типските контейнери, ние мораме да ги привикнуваме на нас. Не може да чекаме некој друг, да некој од страна да не вели сега вака ќе го решавате овој проблем. Не. Ние сме тие кои што треба да креираме и на граѓаните да ги насочуваме како да ги подобрат условите за живење. Подобрувањето на условите за живење, значи со селектирање на цврстиот отпад, со ставање на канти, со обрнување на поголема хигиена, со одвикнување на навиките дека јавните површини се место кај што може да се става се и се што напротив, значи си има временски рок кој што може да се стави нешто и да се трне. Значи, сето тоа е на повисок степен култура на живење. Меѓутоа, реков, тоа многу добро го препознаваат граѓаните. Многу се мудри, многу добро го препознаваат и многу внимателно следат што се случува. Ние не сме сонце, никој не е сонце, ни еден од градоначалниците, за да може да направи се. Некој ако испадне на телевизија и каже јас сега ќе завршам се, значи да знаете дека лаже. Меѓутоа ако испадне и каже ова ќе го направам во тој временски период, ова улица ќе почнам и ќе ја направам таму. Па и при самото почнување на улицата се создаваат проблеми. Меѓутоа сте почнале да работите и ќе ја завршите работата. Имате време и период да го направите тоа, кога сте кажали и кој ќе го направите, граѓаните да работите, рекоа и ја заврши работата. Кога станува збор за инфраструктурата, покрај тоа што нели битно е да се работи во градот, битно е да се работи во населените места. Многу е важно, барам така покажува нели статистиката, на времено или во временски период во кој што е предвидено да се завршат работите. Како тука стоат работите? Локалната самоуправа можеби не е некој фактор кој што може тука да влие. Тоа е до фирмите кои што се изведувачи. Со фирмите изведувачи секогаш подпишувате договор во кој што им ставате временска рамка каде што тие треба да се движат. Во градежните работи, во инфраструктурните работи секогаш се појавуваат одредени непредвидени дополнителни работи, можеби, или можеби работи кои што сега ќе ви кажам последниот пример, например со реконструкцијата на Крстен Мисирков. Фирмата која што работи, на едно место имавме, значи ја отколку бев градоначалник правев една санација на тој дел од патот. Пред мене секој прави по две. Тоа се пари. Значи, ти ангажираш градачна оператива, копаш, ставаш тампон, ставаш нов слој асфалт, ќе помине едно 7-8 месеца, повторно брановиден, повторно пропаѓање. Надзорот не си е завршил својата работа? Кога се прави реконструкција, треба темелно да се направи. Фирмата која што сега работи, ја направи работата. Почнаа да работат, значи, и имат 3 надзори. Значи, имат надзор од Светска банка, имат надзор кој што ние го избравме, значи, надзор што ние го плаќаме исто така, и има надзор кој што општината го надзор. Испадам дека на едно место повторно имаме проблем, се вратија назад, дополнително одеа се симнаа на 2,5 метри во длабочина да ставаат, не знам, бетонски платна, не знам како, се гледа дека подлогата оддолу е вода, дека е тиња, дека немате стабилна подлога. Го направија, прават тестови анализи за издржливоста, колку е стисливоста и продолжуваат понатаму. Кога така се тераат работите, не можете да ја промашите работа. Оно што ме прашавте, колку, зависи од, ќе речам дека е дел од временските прилики, значи, условите кои што времето ќе ги темпира, и друго зависи колку фирмата која што се јавува на тендер е во кондиција и колку е солвентна да сето тоа го. Со новиот закон за јавни набавки единственото мерило е цената. Ја сум спремен да полемизирам, меѓутоа можеби не во емисија. Треба одредени критериуми. Значи, вие мора да ставите работа и на квалитетот. Не секогаш ќе додат фирмите со најниска цена, ќе додат и кога ќе се судрат со проблемот, застанува работа и почнува тука нема, тие подпишуваат договор. Тој сам треба да се израчуна до која цена може да оди и да заврши работа. Последната лицитација, ќе ви кажам, за канализацијата, почетната цена без ДДВ е 16,8 милиони денари. Додавме на 9,5 милиони денари. Подпишен е договорот.
изведувачот има обврска да ја заврши целата работа. Исто имаме случај со пат, каде што се 14,2 милиони дојдовме на 10 милиони денари. Се пишува во договорот. Тоа за општината одговара, стануваат апсолутно, повеќе средства. Па, ние, тоа, знаете како, брза математика. Кога ќе видите дека од таму сте планирале 16 милиони, а ви останале други средства, веднаш се фрлате да работите друг проект. Не размислувате. Вие веднаш правите друг проект, излегувате пред граѓаните, викате, слушайте, и оваа улица ќе направиме или ова ќе го направиме. Затоа што буџетот е тој, рамката е таа, зошто да не се искористат наменски да се насочат средствата. Тоа е многу битен елемент, затоа што вие на тој начин добивате средства кои што ви остануваат да работите, согласно, меѓутоа фирмите треба да бидат свесни и одговорни, затоа постои една работа што се вели негативна референција и пенали. Тие нека му ја мислат натаму, значи тој кој ја дава понудата, тој треба да биде свесен дека треба да заврши работата. Господине Таса, вие сте општина со многу рурални средини. И велите, направивме пат ваму, меѓутоа секогаш има нешто повеќе да се прави. Има мали населени места, меѓутоа живи населени места со постојани жители. Да. Сите тие бараат добра комуникација, бараат добра инфраструктура. Ние во рамките на нашите можности, значи, работиме прво с проектна документација, па одиме со изработка на лаборат, па и така натаму и го правиме патот. Се направија Ерџелија Мустафино се направи убав пат асфалтно поврзување. Анзебегово Црнелиште се направи исто така патно поврзување. Сега преку Вардарски ќе одиме Клучка, Орел, Клучка Куманово до село Орел 4,7 километри. Се реконструираше патот од Овче поле до нашиот град до Свети Никола. Се реконструираше патот од Свети Никола до Горобинци до манастир во манастирот Ѓуриште, значи Богородица. Понатаму се Свети Николе Пробиштип се направи, се проби како пат, се направи 3,5 километри плюс проширување на патот до село Немањеци. Значи сите овие работи се прават на места каде што на вистина има потреба да се направат. Ни останува еден пат кој што сега моментално поради изградбата на автопатот не сме можност целокупно да го работиме, меѓутоа ние ќе направиме проектна документација за ова. Тоа е Клучка Пеширово село Ерџелија, кој што беше екстремно руиниран пат. Оваа година за прв пат после долги години јас направив првична санација, значи набивање и крпење на поголемите ударни дупки кои што беа таму и сега во возна состојба, значи вака оптимална состојба каде што може да се вози, меѓутоа не доволно. Там кога зборуваме за одредени патишта треба да знаеме дека треба да се покрај патот треба да се направат и дополнителни работи. Што ги руинира патиштата, тема за обсервација, меѓутоа слободно ќе ви кажам дека имате ситуација кога банкините се повисоко од патот, водата која останува се собира на патот, влагата со мразот го уништува сето тоа, значи паралелно со тоа треба да се оди со чистење на банкините, со каналетките ставање и така натаму, меѓутоа едно треба да бидеме и свесни. Граѓаните треба да знаат дека нити Македонија, нити општина Свети Никола е пребогата држава. Секој сам нека и било земјоделец или друг кој излезе од нивата, што се остава на патот. Имате ситуации кои имате купишта кал од нивите излезени на патот. Сето тоа е последица да се зголемува нивото на банкините од левата и од десната страна со одмивањето на сето тоа и да патот станува во лоша состојба. Што треба да правиме? Реков за културата и свеста на живење. Треба сега да одиме со непопуларните мерки комплетно казнување, каде што МВР ќе го сопира секој и ќе му изречува драконски казни. 15 минути порано или 15 минути подоцна не менуваат, меѓутоа секој ако се придржува до правилата, нека отиде во западноевропските држави, нека го пушти тракторот така слободно да оди по асфалтниот правец, да видите што ќе се случи. И таму примаат субвенции, и овде ќе нас примаат субвенции, што е разликата? Отворено треба да се зборува за нека. Никој не е толку богат за да може стално да ги сервисира патиштата. Ако ние не внимаваме и не се однесуваме совесно кон патиштата, треба да се однесуваме како да се наши, кога зборува наши, значи на сите тие кои што ги користат патиштата. Ние ќе продолжиме понатаму со реконструкцијата на патиштата. Тоа е неспорно, затоа ни дале доверба граѓаните. Меѓутоа, правецот во кој што ќе бидеме поуспешни, не зависи само од нас, зависи од сите. Начинот на живење и гледањето на работите е многу
специфични. Кога зборуваме за руралните патишта, значи немаше во град да влезе така. Меѓутоа, кога зборуваме за рурални од село до село, од помеѓу две села населени места и така натаму, значи тогаш тие проблеми се најевидентни како проблеми кои што се евидентираат. Претпоставувам дека и централната власт го видела овој проблем, па затоа сега преку Агенцијата за финансиска поддршка, преку Министерството за земјоделство е распишан проект во кој што локалните самоуправи може да конкурираат за добивање на средства за изградба на патишта до фарми и до ниви. Па ние аплициравме, добивме средства, реков канализацијата која што ја правиме во Горно долно Црниште. Од тие средства понатаму правиме уредување на излетничкото место Барерста, тоа што таму мерките беа така 3-2-1, 3-2-2 и 3-2-3 на најразлични работи, значи сега да сванат граѓаните не може се за патишта. Значи ти можеш една мерка да искористиш или за канализација или за пат. Зашто ќе се одлучиш останува на тебе. Меѓутоа што е приоритет за граѓаните во дадениот момент? Нормално дека е канализацијата. Вие не може да правите пат во село. Ако немате канализација, го направите патот, треба да го копате асфалтот после тоа. Нонсенс, мислам. Господин Атасев, за секоја локална самоуправа многу е значајно младите да останат во неа, тука да се развиваат. Затоа е пак многу значајен образовниот систем и образовниот процес. Каква е состојбата на училиштата кои што ги има општина Свети Николе? Ние немаме нови училишта. Кај нас се стари училиштата, значи така поприлично стари, меѓутоа поприлично во добра кондиција одржувани. Конкретно, на пример, моментално правиме зафат во Кочо Рацин, каде што ги менуваме третиот спрат прозорите со термопан, значи енергетска ефикасност правиме таму. Во основното училиште во Ерџелиево Даме Груев ги сменивме комплетно прозорите, вратите ги сменивме, подовите, кровот, кога направивме една комплетна санација со помош на Министерството за образование. Значи, и наш удел имаше во сето тоа. Во Гоце Делчев се оделот на енергетска ефикасност се смени пред некој известен период кровот, понатаму се ставаат во одредени училници нови подови, се ставаат нови плочки, што е многу битно и во едното и во другото најголемо општинско училиште и Кирил Методи Гоце Делчев ги реконструиравме комплет спортските сали. Значи тоа се сали кои што ги користат дечињата. И сали кои што 35 години, ама буквално ништо не беше сменет. Имаме една комплетна реконструкција, имаме сосем друга сала. И тоа истата сала, меѓутоа нов амбиент, немирисана влага, подовите се други, значи ставени се нови грејни тела и така натаму, енергетската ефикасност, сменети прозорите, и тоа е многу битен елемент за подигнување на физичката култура, на спортот кај младите. Исто така, во детската градинка Рахилка Гонева година дадовме 2 милиони денари, оделот на столариите, подот и така натаму, значи, средување. Обезбедивме со германската амбасада комплетно нови креветчиња, обезбедивме нови душици, душици, а ние обезбедивме постелнина, што беше многу добар потек. Значи, тоа е тековен процес. Тој никогаш не завршува и никогаш не застанува. Значи, овде секогаш ќе имате, ако не друго, ова ќе биде руинирано, некој котел за парно ќе се расипе, па ќе мора да го менувате, некои прозори и така натаму, значи санитариите ќе го одживеат својот век, па ќе мора нови. Тоа е тековно. Значи, ние во програмата ставаме и обезбедуваме средства, најново сега ќе одиме со тендер за промена на кровната конструкција во Кирил Методи, толку ни е чергата, колку ти се чергата, толку ти се нозите, нема да предимзионирање, она што е ставено во програмата, гледаме на најдомаќински начин да го сервисираме, значи, и на тој начин да овозможиме да се одвиваат сите овие процеси најнормално. Јас овде ви посочи еден многу интересен сегмент, например, како функционираме. Значи, вие го спомнавте образованието, тоа е севкупно процес, меѓутоа имаме образование во образовните институции, меѓутоа имаме образование и во образовните институции и спортски активности и други активности на НВО сектор, кои што се исто така, кога зборуваме за квалитетот на живење, многу битен сегмент во нашето секојдневие. Слободно можам да кажам, дека откако сум градоначалник, дека сите овие дејности се наоѓа можност и фискални импликации и средства за да бидат сервисирани, за да функционират. Немавме фудбалски клуб Овче поле. 9 години немаше ништо од тоа. Го реновиравме градскиот стадион,
го оградивме, имаме фудбалски клуб, успешно се надпреварува и имаме екстремно добра посетеност. Футсал, се сервисираат обврските. Ракометниот клуб во Суперлигата, во жените игра, машкиот за жал се откажа, значи, тоа поради други причини, не поради финансиски причини од наша страна, значи да се надпреваруваат. Вие секоја година во општината, во Свети Никола имате 2 премиери. Се на 71 прави 2 премиери. Јас ги финансирам сите тие активности. Ако се запрашате, значи треба да на вистина да седнете домаќински да работите, да ги изноѓате сите овие средства и внимателно да ги пласирате за да може се тоа да функционира. На крајот не се само копањето на улиците, работа на градоначалниците или значи се вкупноста на живењето, подигнувањето на амбиентот на живењето. Многу е тешко да се менеджира, морам да ви кажам. Значи мора да сте максимално посветен. Еден ваш колега вели, ова е мозаик, само едно делче да фали, готово се паѓа. Мозаик. Знаете како? Од една страна имате граѓани кои што барањата им се големи, што е нормално. Граѓаните секогаш бараат и мора да го добијат тоа кој што го бараат на овој или на овој начин да се обезбедат услови за да им се сервисираат тие работи. Вие сте од другата страна, вие пак тоа треба да го ставите во еден мозаик во кој што треба да ги наредите сите коцки и сето тоа да функционира и да има целина, да изгледа нешто. Од друга страна пак имате повозрасна категорија на луѓе кои што за нив вие исто како минато, вие сте председател. Ама не за кај вас проблем, не. Тие доаѓаат и викаат председателе. Ја имам проблем со катастер, имам проблем со имам со земјоделие, имам вака онака и сега вие ако почнете со приказната слушање не е наша надлежност. Тука нема зборање. Дигате телефон, го патувате преку службите, ја менеджирате работата. Затоа што луѓето мислат дека во зградата, кај што сте градоначалник, сите институции се под ваша капа. Повеќето од повозрастните зборам. Значи, има луѓе што знаат кои се ингеренциите на локалот. Ето, вие не може да се оградите со зите, да речете, слушај, ова ја не можам да го менеджирам. Имате приемен ден. Не е нормално. Луѓето ви доаѓаат со сите своји проблеми. И сега вие не можете да ги изменеджирате сите. Меѓутоа, она што е во рамките на вашите можности, ќе помогнете. Например, за ваша информација, оваа година ќе го земам социјалниот аспект, ние зголемивме додатокот за новороденчиња од 3000 на 5000. За трето дете 10.000 денари. Тоа треба да ставите во програмата. За мажи и жени над 40 години 500 евра ако стапат во брак. Значи, и тоа го ставате во програмата. Значи, сите овие компоненти ги имат. Сличен ваков проект има и општина Лозова. Резултатите таму се видливи. Какви се кај вас? Да, колку имаме бракови склучени? Ја ако ви кажам дека од склучени, сега точно не знам, над 27-30 колку беа, имаме една паралелка деца буквално од такви бракови. Сега, ајде вака правите. Замислите една паралелка деца, што значи тоа е еден и пол вработен професор во делот на образовниот систем, ако тоа продолжи понатаму. Многу поважно е зголемување на наталитетот. Па тоа е, значи тоа е еден цел сегмент. Меѓутоа вие треба да ги знаете средствата, треба да ги знаете ресурсите, каде и како, за да можете да ги сервисирате овие обврски. Така да работата на градоначалникот не завршува. Значи нема работно време, верувајте ми. Тука се телефонските повици, тука се сето она кое што значи граѓанинот не знае дека вие сте на состанок. Мобилниот телефон е достапен и ќе звони упорно. После кога ќе се јавите не сте се јавиле. Значи мозаикот е комплетен. Да, тоа е она што со себе си го носи функцијата градоначалник или работата градоначалник. Господине Тасев, јас би сакала оваа емисија која започнавме со она што се случува на полето на инфраструктурата и на економијата, да ја завршам со културата како област, што во даден период, според она што вие тука го имате искажано во ова студио, очекувате да се случи да го подигне Свети Николе на еден многу повисок пиедестал кога станува збор за
културното и историско значење кое што го имате? Па да. Прво вака, ние имаме повеќе можности кои што сме во намера да ги развиваме. Некои веќе започнаваме, некои се во проектна фаза. Например, ќе ја земам Бела Зора. Најголем пајонски антички град. Можностите му се огромни. Интересот кај јавноста е исто така огромен. Прв локалитет што е асфалтно поврзан. Можете со кола директно да отидете горе, да го посетите локалитетот. Локалитет кој што е од 7 век пред наша ера до 2 век, кој што бил Кралска палата. За ваша илустрација, например, нигде, кажете ми на територија на Македонија, каде имате киклопски зидови од 3,5 метри, одбранбени надворешни зидови, улици со калдрма, соби, овална соба, округли соби на Кралската палата со фрески кои што се како стакло, значи во 5 век пред наша ера, кога зборуваме за една висока цивилизација. Ја во една прилика на вашата телевизија кажав, тоа е кога сега ние да го правиме интервјуто, да седиме овде и да се наоѓаме во Дубај во некоја супермодерна зграда, разбираш? Тако било во 5 век пред наша ера на овие простори. Значи развиени модерна технологија во тоа време. Тоа сакаме да му го покажеме на светот. Значи потребно е сега културните работници добро да ја изменеджираат приказната за да биде примамлива за странските и домашните туристи. Јас сум задоволен со тоа што и владата, и премиерот, и Министерката за култура, и Управата за заштита на културност има многу добар слух за оваа работа. Прво во програмата и Министерството за финансии со буџетот така натаму ни одредија средства, тоа добри средства, со кои што ќе започнеме со комплетно отварање на секторот 6, тоа е Кралската палата, да ја отвориме целата Кралска палата. Паралелно со тоа ќе го отвараме и бедемот, одбранбениот бедем за кој што ви зборував, за да кога ќе патувате од патот, автопатот, да може да се гледа бедемот, па ќе донесеме електрична енергија да го осветлиме сето тоа, нели? Па ќе се тоа реконструира и тогаш веќе ќе имаме една комплетна приказна која што на вистина ќе биде интересна. Тодорова сабота посветена на Теодор Тирон, каде што исто така имаме важни културни збиднувања, значи во кои што доаѓаат фолклорни ансамбли од земјата и од странство, па ги представуваат своите обичаи и традиции. И сето тоа е со едно големо дружење, еден голем панаѓур, многу народ, убаво е да се дружат луѓето. Значи, Космека и културата ви рекол дека сцена 71 се извинувам, не работеше, меѓутоа сега работи по 2 премиери во текот на годината за едно мало градче и тоа е освежување, значи тоа е ги пратиме сите други културни настани. Така да тоа е важен, многу важен и значаен сегмент и верувам дека и понатаму во рамките на нашите можности, реков, ќе продолжиме да ги сервисираме нашите обврски во делот на културата. Господине Тасев, јас ви благодарам што одвоивте дел од вашето време и бевте заедно со нас, а преку нас и со гледачите на регионалната К1 телевизија. Се надевам дека и во иднина ќе имаме добра комуникација, ќе ни бидете чест гостин, затоа што граѓаните тоа го бараат, сакаат да слушнат што се случува, не само оние во Свети Николе кои што живеат, туку и оние кои што се од Свети Николе, а се иселиле од своите родни огништа. Јас ви благодарам на поканата и спремен сум понатаму да соработка. Почитувани гледачи, јас ви благодарам и на вас што бевте заедно и овој пат со нас. Останете и понатаму на регионалната К1 телевизија. Пријатно.